Десетици пријави за загрозување на личните податоци доставуваат годишно македонските граѓани. Тоа го покажуваат податоците од агенцијата кој се грижи да се заштити тоа право на граѓаните. Минатата година имаше 41 пријава, 41 барање од граѓаните, според кои што се спроведени вонредни супервизии. Според податоците од Агенцијата за заштита на личните податоци, граѓаните често се жалеле за случаи кога информации за нив се прибираат во разни институции, кога се злоупотребени за маркетинг, но и во случаи на несоодветен видеонадзор. Може да се стави камера, значи за безбедност на објектот, за на влезот од објектот може да се стави камера, кој што кажа, во лифтови, не се ставаат камери во тоалети, не се ставаат во гардероби, не се става исто камера ако се работи за ординација, значи каде што се прегледува пациентот и така натаму. Исто така не се става камера да се следи работата на вработените во смисла во канцеларија да биде ставена камера. Тоа е исто така забрането. Не е изоставен ниту онлайн просторот. Исто така има и 249 поплаки, односно преставки од граѓаните, сите тие се однесуваат на социјални мрежи. Претежно се работи за случаи со украдени профили на социјалните мрежи, како и за лажно представување со туѓи фотографии и имиња. Но агенцијата тука има ограничени можности. Сакате да знаете кој ви го одземал или би го хакирал профилот, во таа ситуација ние немаме надлежност, утврдување на сторител е под Министерство за внатрешни работи. Но многу граѓани се обраќаат кај нас сепак во тие ситуации бидејќи имаме контакт со Facebook и со Instagram за пријавување на лажни профили. За случаите во кои македонски граѓани се жртви на земање брзи кредити со украдени податоци од нивни лични карти, од агенцијата велат дека спроведуваат контроли во трговските друштва. Понекогаш агенцијата реагира и по службена должност. Значи, доколку сме слушнале дека имаме некои информации во однос на некое финансиско друштво или кој да е друг правен субјект, значи дали институција или приватна компанија во која што има такви случаи, повреда на право на заштита на лични податоци, самите реагираме, значи излегуваме на терен. Имало поплаки и за праксата во дел од домашните хотели и сместувачки капацитети. Таму ги задржувале личните карти на гостите или правеле копии од нив. Фотокопија се смета ако некој ви ја фотографира личната карта и ја чува на својот мобилен, значи тоа се смета за многу небезбедно, а не може да ви ја задржуваат личната карта, дури нашата агенција има изречени глоби против туристички објекти кои што го имаат направено. Тоа ја задржувале личната карта додека не си заминат гостите. За целосно да им се излезе во пресрет на граѓаните, неопходни се инспектори, но како што велат од агенцијата, ги немаат во доволен број. Имаме само 4 супервизори, 4 супервизори кои што спроведуваат супервизии за целата територија. Сведени сме на толку, да. Свеста на македонскиот граѓанин за заштитата на личните податоци покажува нагорен тренд, но статистиките велат треба уште да се работи. Граѓаните треба да бидат свесни дека нивните лични податоци се многу вредни, дека тие се моментално една од највредните валути во свет и дека се тргува со нив. И поради тоа мора да ги преземат сите тие мерки, едноставно да не ги даваат туку така, туку прво да проверат и секогаш да бидат сигурни дека го знаат лицето и дека таа компанија, значи кој да се јава им ги бара, дека се веродостојни тие барања, да не биде туку така давањето на лични податоци и после тоа може да има, како што кажав, огромни штети. Госпоѓо Гиновска, јас ви благодарам за разговорот. Благодарам, Мустафа.